Ја слушате и гледате емисијава на македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани, наредниве минути ги одвојуваме за разговор со нашиот гостин, а ваш денешен гостин е господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Врската е воспоставена, се гледаме, верувам и добро не слушате господине Никовски. Добро ви утро и добро ни дојдовте на македонски корени. Добро утро за македонците во Македонија, добар ден и добро вечер за нашите во Австралија и поздрав за сите македонци ни светот кои што не гледаат и слушаат. Добро ви утро од мене, господине Никовски. Ви благодариме на одвоеното време за да ги удостоите нашите слушатели и гледачи. Се надеваме дека и денес ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите нив. И јас се надевам. Знаете, пред да го почнеме разговорот, би сакал да ги информирам сите наши македонци пред се во Австралија, дека пред 10 дена имавме овде една прекрасна манифестација кога на академикот Божин Павловски, кој е и ваш и наш, да така речем, му беа промовирани сите негови дела од страна на Македонската академија на науките и уметностите и Матица Македонска. Тоа беше една еден прекрасен настан со одлични де факто воведничари и личности кои зборува прекрасно за делото на Божин Павловски, а тоа е, да се разбереме, великан на македонската литература. Затоа го поздравувам ако е веќе во Австралија и му честитам на сето тоа што го има направено за македонската литература. Веруваме дека ќе продолжи понатака да твори и делува, нека не му се овие последни творби, како и сите оние кои што се залагаат за бранење на македонизмот и промовирање на него. Господине Никовски, премиерот Ковачевски, кој по своја вина ја доби етикетата трајно неспособен, при неговото обраќање на 77-то Генерално собрание на Обединетите нации ги изостави зборовите Македонија, македонци и македонски, а дури 14 пати го изговори зборот Северна. Изненадени ли сте од тоа и како вие го оценувате неговото обраќање, особено делот каде што вели тој дека сме биле пример за тоа како сме ги решавале конфликтите со соседите преку преговори и компромиси, мислејќи на двата договори, оној од Нивици и оној за пријателство и добрососедство или непријателство и недобрососедство? Видите, бил малку непрецизен. Тоа се капитулантски потези на македонската држава и дипломатија и со тоа никој нормален не би се гордел, разбирате, и не би се фалел. Ке подсетам дека пред неколку години, кога баш во Њујорк на заседанието на Генералното собрание беше председателот Пендаровски, тој се врати и се пофали дека му рекол на Џо Бајден, таму за по 10 на 15 секунди сите тие шефови на држави се сликаат со американскиот председател и дека тој се пофали дека му рекол тој е председател на единствената држава која го сменила името за да стане членка на НАТО. Србите имаат една прекрасна поговорка која вели: чега се паметан стиди, будала се дичи. Со тоа што паметниот се срами, будалиот се фали, разбирате. Точно тоа нас ни се случува. А во врска со тоа што не спомнал воопшто Македонија, македонски и слично, разбирате, тоа не изненадува. За оваа наша политичка гарнитура која ги разнебитува сите македонски корени, македонците не постојат, разбирате. Ние сме северџани или кој знае што, разбирате, и сите нивни потези кои ги прават последниве 4 години покажуваат дека тие не само што немаат патриотизам, тие немаат домашно воспитување, тие немаат основно сваќање дека припаѓаат на еден народ, на една нација, разбирате, со која секој нормален се гордее. Македонецот со својата историја, разбирате, има
такви факти, аргументи со кои треба се горде и да се чувствува главен, да не речам, иако тоа е претерано, нели така, тоа е во преносна смисла на зборот, да се чувствува поносен на себе, на својот народ, кој е мал релативно, али е богат со историја, богат со настани и има дадено огромен придонес за за словенските народи, ама и за целокупната светска цивилизација. Така да се срамиш од самиот себе, да не спомнуваш што си и како си, само зборува за човекот, зборува за оваа политичка гарнитура која вела место да го промовира она што е наше клучно, наше историско, наше фундаментално, тие зборуваат работи кои немаат врска со реалноста и не срамат сите нас каде и да сме. Како ќе го прокоментирате фактот што премиерот Димитар Ковачевски, кој ја предводеше дипломатската делегација во Обединетите нации, каде што имаше над 130 на државници од целиот свет, за 7 дена во Њујорк остварил само една билатерална средба, а трошел по $20,000 за ноќевање. Дали ваквиот дипломатски неуспех можеме да го наречеме дипломатски туризам и пропуштање на шанси и на што се должи таквиот дипломатски неуспех, кој заврши како платен државен фамилиарен туризам, наместо државнички престој исполнет со средби со странски премиери и председатели? Видите, прво, тие $20,000 кои се спомнуваат, тоа не се за ноќевање, туку се за вкупните трошоци на делегацијата која беше таму. Меѓутоа, во право сте потполно, посетата спрема рефлексите кои стигна во земјава беше апсолутно неуспешна, разбирате. Прво од самото излагање на Генералното собрание, ако вие таму пред светската заедница не ги изнесете проблемите со кои се соочува вашата земја, со еден нецивилизацијски сосед, каде нема да искористите шансата да го известите светот дека ве негираат како народ, како јазик, како историја во 21. век, разбирате. Тоа значи вие сте не туризам, него вие сте заскитале некаде каде не знаете каде сте и што сте, разбирате, како да сте изгубени во некоја шума или прашума, сваѓате. Иначе, велам, оние рефлексите кои стигнаа за неговите средби се навистина жалостни, всушност. Тој се сретнал, имал неколку средби, немал само една, имал со Пленковиќ, премиерот на Словенија, имал со председателот на Србија, со, не знам, министерот на външни работи на Азербејџан, имал 4-5 средби со Гутереш, разбирате, генералниот секретар на Обединетите нации. Велам, осим со председателот на Србија и на Хрватска, кои може имале некоја, да речам, и оперативна корист, бидејќи се тоа соседни земји балкански со слични проблеми, све друго било губено време. Али знаете што е најстрашно од се? Ја мислам дека најголем публицитет доби неговата средба и на целата делегација со некој си советник во Стейт департментот, разбирате. Дури и видео пласира на електронските мрежи, разбирате како се среќаваа со советник во Советот во Европа, во Стейт департментот. Знаете, премиер да се среќава со советник во некое министерство е во најмала рака срамота, разбирате. Има ниво. Тој може се сретне, ајде, ако не може со премиер, со председателот на Америка, или се сликале, всушност видовме, ако не може да разговара со министерот за външни работи на Америка, или бар некој од неговите најблиски соработници, во најмала рака на Ескобар, кој е неков специјален пратеник на Балканот, разбирате, и слично. Велам, тоа покажува дека државата на меѓународен план се однесува на едно мизерно ниво, срамно ниво, разбирате, и тоа е очигледно дострелот на оваа политичка гарнитура со која го раздебитува македонскиот народ и македонската држава. Темата дезертер, која се врти веќе 12 на дена, е се уште актуелна. Од ВМРО ДПМН излегува со тој фамозен документ на кој се гледа дека премиерот Ковачевски е трајно неспособен. Од она што досега го знаеме е тоа дека Ковачевски за ова има дадено три различни изјави.
Едната е дека за време на конфликтот од 2001 не отишол да ја брани Македонија бидејќи студирал. Потоа на истата тема изјавил дека имал хируршки зафат и дека по мислење на лекарска комисија тоа е причината за трајната неспособност и пред неколку дена кажа дека некој од администрацијата извршил упад во неговите документи и го преправил тој документ. Како вие гледате на ова? Дали Ковачевски понатака треба да остане во премиерската фотелја или треба да се даде барем привремена оставка додека не се испита, односно додека не се расчисти случајот? Зошто Ковачевски се уште не е комплетно искрен со македонската јавност и зошто обвинителството не покрене постапка барем под опрен глас? Тоа се случува е повеќе од срамно, разбирате. Во секоја нормална држава, премиерот, председателот, што и да беше личноста за која се објавува таков документ, ако не истиот ден утајната ќе поднесеше оставка, разбирате. Се работи за достоинство, се работи за чувство на одговорност и дека велите вие привремена оставка, не трајна оставка, разбирате, неотповиклива, бидејќи случајот е веќе расчистен. Тој даде 3 изјави кои немаат врска со реалноста, разбирате. 3 различни изјави, значи со други зборови тоа е неспорно дека се лаже. А ако се лаже, разбирате, нема тука дилема и нема тука дискусија. Истиот ден, велам, ако не утаен да се поднесува оставка. И ќе потсетам дека премиерката на Данска и на Шведска, се не сеќам на која земја беше, со својата службена картица, некаде купувала леп или нешто, немала пари или заборавила својата картица, со службената картица платила символична некоја сума, разбирате, $5, 5 евра или нешто слично. И тоа се открило. И мислите дека парите веднаш ги вратила. Фактот што ја користела службената картица, разбирате, кредитна картичка за приватни цели, беше повод таа да поднесе оставка, разбирате. Тоа е нормално, одговорно однесување на личност од еден таков ранг. А кај нас, разбирате, како да ништо не се случува. Веќе јасно е тука, нема дилеми дека се лаже. Сваќате? А тоа дали е трајно неспособен, во секој случај покажува личност која е спремна на се. Ако е таа личност спремна на се, и тоа во своја корист, разбирате, ако е личност спремна на се во интерес на државата, јас му семнувам капа. Јас ќе кажам еден факт. Јас сум шверцер. Јас шверцував во Албанија дека работев, јас шверцував радиостаница за потреба на македонците во Албанија. Разбирате? Во интерес на државата. Значи, вие кои имате функција, вие ќе издоупотребите функцијата, не за лични цели. Ќе издоупотребите функцијата за интерес на државата. И јас во својата дипломатска кариера да сум го правил повеќе пати, разбирате, во интерес на државата. Али вие чим правите таков преседан, такво нешто за личен интерес, вие немате веќе никаква, да речам, никаков рейтинг, никаква диплома, никакво зелено светло да продолжите да вршите таква функција. Вие напомнавте за нормални држави дека тоа требаше да се направи и посочивте еден пример, којаш не веќе е тоа само заради јавноста, да кажеме дека овде во Нов Јужен Велс премиер си даде оставка затоа што добил на поклон едно шише вино. Тоа е нормално, разбирате. Да. Така се однесува. Вие како официјална личност не можете да земете не шише вино, него чаша вино, зашто тоа е веќе злоупотреба, тоа личи на корупција, личи на злоупотреба на функцијата, сваќате. И тука нема дилеми, тоа се стандарди светски кои не може никој да ги игнорира. Така. Дали превирањата во Дуј како последица на незадоволството од работата на вице-премиерот Артан Груби од страна на така наречената огнена група е испланирано сценарио од страна на раководството на партијата за подобро позиционирање во владата или навистина таму нешто се случува и ќе предизвика сериозна поделба во Дуј и формирање на нова албанска политичка партија? Како ќе завршат превирањата и дали ваквите превирања во Дуј може да предизвикаат потрес во владата на Ковачевски? Прво, мислам дека тие судири во партијата се сериозни
не се инсценирани, разбирате, бидејќи мораме да се подсетиме дека албанците, кога е во прашање нивниот национален идентитет, кога е во прашање, кога се зборува за нивното национално прашање, се единствени. Тука нема дилеми и никој не може да има ни различно мислење, камоли поинаку да се однесува. Меѓутоа, кога се работи за борбата за власт, разбирате, тие меѓу себе се гледат преку нишанот. И ова може да има последици врз функционирањето на владата. Не знам дали тоа и ќе се случи. Меѓутоа, тука е најинтересно што лидерот на партијата, Али Ахмети, е апсолутно недопирлив, разбирате. Тој е неспорен и во таа насока неговата главна улога не е доведена во прашање. Како тој ќе го манипулира и контролира овој случај, тешко е да се каже. Меѓутоа, досега во оваа 20 годишна де факто негова политичка кариера, од кога се симна од планините Учака и она, покажува дека е мајстор во водењето на политиките, дека знае како, кога да расчистува со луѓето, да ги трга, како што направи со добар дел тие што сега се во таа неформална група. И претпоставам дека и сега ќе успее. Меѓутоа, велам, тие се апсолутно решени да раштица со некои министри, пред се со Артан Груби, и да не забораваме, сите тие се делови учесници во главните настави на партијата. Артан Груби е дојденец. Тој се прослави, прво работеше во холандската амбасада, мислам како советник, после се прослави со на инцидент на Калето и очигледно му се бендиса на лидерот, тој го зема и де факто целата власт моментално, формална власт е во негови раце. Тој е кадровик, тој е и главен во партијата, и десна рака на лидерот, и мислам дека тешко ќе го жртвува Али Ахмети, али ако оваа група продолжи, а мислам дека ќе продолжи, знаете, тие се кои ќе трнат во една насока, албанците се упорни луѓе. И велам, во нивното однесување во политиката, поготово во Македонија, али и пошироко, е на еден начин за почит, бидејќи знаат што сакаат, знаат како да го постигнат тоа, и во Македонија се до тоа го постигнуваат на еден бескомпромисен начин, на сметка цело време на македонците. ВМРО ДПМН го реафирмира прашањето за предвремени парламентарни избори. Очекувате ли тие да се случат и кога? Имајќи го во предвид фактот што оние од власта така удобно се закотвени како крлежи во сите пори на општеството и немаат ниту слух, ниту осет, ниту пак гледаат до кој дереже го доведаа македонскиот народ и македонските граѓани, но и цела Македонија, да излезат и се соочат со македонските гласачи? Видите, власта си има мандат. И власта во не знам што да се случува, освен како војната во 2001 година, нема намера да се повлече ако не биде присилена. Во даденава ситуација, изборите се едини излез од овие катастрофални тенденции што веќе не пратат 4-5 години и 6 веќе стигна, разбирате. И ако не се смени власта, Македонија оди во амбис, оди во еден длабок амбис, неповратен по многу што. Меѓутоа, тука треба да се појави опозицијата и да ја присили власта на предвремени избори. Ако тоа не се случи, власта зашто би ја жртвувала својата привилегирана позиција, кога располага со буџет од 4 нешто милиарди евра, кога се задолжува колку сака и како сака. И знаете, мислам, податокот е дека во последниве 2 години Македонија е задолжена за 2 милиарди евра, што е катастрофа, што е пострашен случај од она што го имавме во Грција, разбирате, кога Грција банкнотира. И само еден случај ќе ви кажам, според ребалансот на буџетот за оваа година, дефицитот буџетски е 700 милиони евра. Знаете што е 700 милиони евра? Тоа е за Америка пара, не за Македонија. И Македонија овие пари и овој што ги задолжува да наречем на дневна основа, не може никој да ги врати.
Значи, прашање само кога ќе банкротираме и кога државата ќе биде донесена во ќошот и до зидот, без можност да може да се развива и да живее на нормален начин. И само да додадам дека ме чуди што опозицијата тој факт на едно задолжување недомакинско, ненормално, разбирате, го толерира и не го злоупотребува. Сеќам кога претходната власт беше напаѓана на бескомпромисен начин од опозицијата тогаш, а сегашна власт, за задолжувањето кој беше во споредба со ова играчка, разбирате, која беше се задолжува за едно кафе, а овие се задолжуваат да купат авионите амлазни кои никогаш не може да ги користиме. Тоа е една шега. Господине Никовски, минатиот пат кога ни гостувавте на Македонски корени, проговоривме на тема поврзана со барањата на Бугарија за заедничкото чествување на ликови, особено на оние кои се втемелени во македонската меморија. Минатата емисија на истата тема говоревме и со доктор Тодор Чепреганов со акцент на последните препораки од страна на Мешовитата комисија за заедничко чествување на 5 ликови Свети Кирил и Свети Методи, Свети Климент, Свети Наум и Цар Самуил. Минатата сабота ја прочитавме и вашата колумна која ја објавивте во Плюс Инфо, во која колумна го давате одговорот на прашањето зошто Бугарија толку многу инсистира заедно да чествуваме настани и личности. Господине Никовски, ќе сакате ли за оние кои се уште не ја имаат прочитано таа ваша колумна да не потсетите на одговорот на оваа прашање? Видите, катастрофалниот, погубен, поразителен, разбирате, предавнички договор што е потпишан со Бугарија на 1 август 2017 година, предходно беше преговаран најмалце 10 години, разбирате. Предходната власт не сакаше да прифати 3 работи на кои инсистираше Софија. Првата беше заедничка историја, разбирате. Втората беше околу македонците во Бугарија и третата беше за македонскиот јазик, разбирате. Сите тие, бидејќи македонскиот јазик според договорот потпишан со Бугарија е според уставот. Знаете, јазик според уставот, значи не автохтон, не изворен, со други зборови, дијалект на бугарски, како тие што тврдат. Заедничката историја не може да биде поинаква отколку бугарска. До 1944 година ние немавме држава, значи немавме официјална историја, тие подолго години и векови имаат некаква своја држава, значи имаат своја историја, значи може да биде само бугарска, разбирате. А негирањето на македонците во Бугарија, значи негирање на самите себе. Ако нема македонци во Бугарија, ако нема македонци во Албанија, ако нема во Грција, па не може да има ни овде, разбирате. На Балканот сите народи се измешани. И клучот е, значи, во заедничката историја, која со други зборови имплицитно е бугарска. Ако е нашата историја бугарска, што можеме да бидеме ние американци, германци, не можеме да бидеме само бугари. И тие, значи, успеа да го протнат тоа во тој договор од 2017 година. И што е најстрашно, во двата протоколи кои ги подпиша нашите предавници во функција на министри за надворешни работи, двата протоколи, нели, кои се обврска според договорот за непријателство, во нив десетина пати се спомнува и нагласува заедничката историја. Значи, тој чекор капитуланси кој беше направен со договорот, сега само се потврдува, се исчекорува уште понатака и на бугарите им се дава максимална потврда дека имаме заедничка историја. И кој е финалето на таа заедничка историја и потврдување наше експлицитно, директно, како сакате, ипсо факто, дека сме бугари, е заедничкото славење. Ако ние заедничко го славиме Гоце Делчев, разбирате, символот на македонската историја, символот на македонската државност, символот на македонската борба за независност. Што значи тоа? Значи е заедничка историја, значи Гоце Делчев прифаќаме дека е бугарин. А Гоце Делчев, ми се чини тука сме и кажали да повториме. Гоце Делчев не може да биде заеднички херој и јунак,
Ако Гоце Делчев се борел за македонска држава, што е неспорен факт, разбирате. Има милион потврди дека така било, разбирате. Тој бил душман на бугарите. Бугарите 150 години се обидуваат и се уште сега дори финализира таа нивна фантазмагорија, разбирате дека сме ние бугари. Гоце Делчев бил против тоа. Ако бил против тоа, како ќе ославиме заедно? Ќе ославиме заедно, што бугари кече символот нивни е заеднички и тука нема веќе дилеми дека историјата е заедничка. Чиме историјата е заедничка? Таа е бугарска. И потврда на сите оние највулгарни, најекстремни бугарски тези, разбирате. Тоа важи и за браќата Кирил и Методи, тоа важи и за царот Самуил, тоа важи и за Климент и за Наум, разбирате, а да се разбереме, тоа е само почеток. На дневен ќе дојдат, може би Крсте Петков, Мисирков нема да го зема, зашто тој ептем експлицитно, разбирате, зборува за Македонија, е еден од тие кодификатори на македонскиот јазик. Се друго ќе ни земат и не знам, и Глигор Парличев е на дневен ред и мислам сите. Изографите ќе ги земат на крај, веројатно, разбирате. Така, не, и на крај, и како се вика, и Пандев, и фудбалеров ќе ги рече дека е отрувица, дека е бугар. Разбирате, тие немаат обзири, тие се немаат перде, шо велиме ние во Ресен, разбирате. Значи, тие одат со своите политики, а овде од другата страна наоѓаат овци кои не знаат што прават, разбирате, цело време, и молчат, разбирате, за сите нивни провокации и плукања врз Македонија, македонскиот народ, и тоа се чуди, како ви кажат, кучињата лајат, а и не лајат во дадениот случај, осим група новинари и група патриоти кои во држава се обидуваат на некој начин да го артикулираат нашиот национален интерес, кучињата лајат, караванот си врви. Овие прават што сакаат нашите политичари и ја уништуваат и македонскиот народ, и македонскиот јазик, и македонската историја. Се фрлаат на ѓубришето од историјата, разбирате, и тоа ако така продолжи, ако не се извршат радикални промени, мислам дека алот ни е во калот. Господин Никовски, пред 2 дена на една национална телевизија го слушнав господинот Петар Богоевски, еден од неколкуте неуспешни реформатори во ВМРО ДПМН, а сега лидер на новата политичка партија Македонски концепт, каде што изјави дека ќе се залагале за промена на македонскиот устав во граѓански устав. Ваш став, господин Никовски, за ваквата изјава и намера? Видите, македонската држава е тотално рекомпонирана со Охридскиот така наречен рамковен договор. Тој договор не го подпишаа Македонија, македонците и албанците. Тој е договор американски, разбирате. Го донесоа Фровик, едно американско, проставете на изворот ѓубре, разбирате, меѓутоа во функција на државните интереси на Америка. И тој договор, разбирате, прво беше во Призрен или така парафиран меѓу албанските партии, после тоа се преточи во Охридски договор, не дозволува граѓански концепт. Разбирате, ако е граѓански концепт, тогаш американската де факто држава, американските тајни служби немаат никаква можност да се мешаат во македонските внатрешни работи. Затоа Македонија е поделена на племиња, на етнички групи, разбирате ли, заедници, како ги нарекуваат, кои можат да се на секаков начин со далечинско управување диригираат од Вашингтон. Тоа се однесува пред на албанскиот политички фактор во држава и тоа се случува на еден бескомпромисен начин, кога и за жал и кај македонскиот политички фактор, кај нас имаме, јас цело време повторувам, неизбран гувернер кој е на калето во американската амбасада, кој ги диктира сите главни настани во државата, кој ја управува нашата надворешна политика на бескомпромисен начин. И велам, во тој Охридски рамковен договор нема ни Г од граѓанско општество, иначе да се одеше во таа насока, да се релативизираат тие меѓуетнички односи во смисол на граѓански концепт, ќе беше многу подобро за државата. И шансите да се сега тоа менува и да се оди на такво нешто се апсолутно невозможни,
нереални, бидејќи прво и прво албанци тоа никогаш нема да го дозволат, а знаете дека сите тие бадентери и слични глупости кои ги прифативме, можноста да се сврти државата во таа насока де факто не постои. Како ќе ја прокоментирате реакцијата на публиката за време на свирењето на бугарската химна на фудбалскиот надпревар Македонија-Бугарија кој се одигра минатиот понеделник во Скопје, како и јавната реакција со осуда за говорот на омраза од страна на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи, а од друга страна молкот на Османи за говорот на омраза што ја шират бугарските активисти на социјалните мрежи, како и молкот на Османи кога во Косово и во Албанија го палеа македонското знаме. Ќе бидам искрен, ми е жал што не бев на стадионот да се приклучам во тие на таа демонстрација на незадоволство од страна на бугарските шовинистички политики, разбирате. Во принцип не прифаќам да се свиркува било чија химна, не прифаќам да се така реагира, ама Бугарија го заслужи тоа, разбирате. И нашиот народ покажа дека политиката која официјално се води е надвор од интересите на македонскиот народ, неприфатлива и велам тоа беше манифестација нашиот непокор. Со начинот на кој беше тоа направено не се согласувам, али со резултатот апсолутно се согласувам и велам. Искрено кажано ми е жал што не бев таму јас да свиркам и јас да викам, разбирате. Затоа што, како што точно рековте, нашите се прават одсутни. Па на надпреварот меѓу ЦСКА и Македонија Ѓорче Петров имаше исти настани. Вика бугари, разбирате, ги навредува македонците и македонскиот народ. Ако не се лажам, истото се случи на фудбалската кога играше репрезентацијата кај играше тамо во некој градче во Бугарија, разбирате. И нашите молчат. Вчера таа Захариева, тоа едно да не речам политичко, ајде да не потребам некој непристоен збор. Да, се разбираме, сите ме сваѓате што сакам да кажам, разбирате, повторно зборува дека не постоиме, дека тие ќе ни кажат дали ќе влеземе, ќе одлучат дали влеземе во Унијата, дали дека македонизмот е неприфатлива филозофија и не знам идеологија, а македонизмот е македонскиот народ, сваѓате. И никој ништо. Така да тој што го спомнавте Османи и не само Османи, треба да реагира македонската држава, разбирате. Македонската дипломатија треба постојано да фрчи со ноти, со незадоволства, со изразување на одвратност према тоа што го прават бугарите, па тие се молчат, разбирате. Имаат единствена цел да Македонија не започне преговори со Унијата и спремни на сите жртви. А Бујар Османи конкретно многу често де факто води голема бугарска политика и тоа толку веќе очигледно што боде очи и не може да се негира и игнорира. Така, министерот за образование господинот Шакири пред 2 дена објави дека бил потпишан некаков си договор првачињата од албанска националност во Македонија од септември да учат од буквар кој што ќе биде заеднички со оној на првачињата од Албанија и од Косово. Дали со ова веќе се отвара вратата на бинационална држава и дали ова е прв преседан во Европа па и во светот? Како вие ќе го прокоментирате овој чин, особено кога се знае дека дечињата од албанското малцинство во Македонија учат македонски јазик дури во 5-то оделение, а сега од септември, како што најавуваат, ќе учат од странски учебник. Дали ваквиот чекор е во насока на албанските политички партии кои работаат на интеграција на децата со Косово и се источи господинот Никовски? Ќе почекаме. Почитувани слушатели и Facebook пријатели, го имаме господин Никовски повторно во студиото на Македонски корени. Господине Никовски, верувам го слушнавте прашањето, само да кажеме дека говоревме за учебниците за прво оделение на албанчињата од Македонија и рековме дали ваквиот чекор е во насока да албанските политички партии работаат на интеграција на децата со Косово и Албанија наместо на интеграција со децата од Македонија. Да, го чув.
Го чув прашањето, верувам и вашите И докаде слушатели и е гледачи го спремна чуле. СДСМ да оди со попуштање на притисоците од албанските коалициони партии? Ова е страшна вест, разбирате, застрашувачка вест е ова. И само да подсетам дека во Европската Унија, која има илјадници закони за заедничко делување, нема заеднички учебници, разбирате. И ова не е ништо ново. Кога јас работев во Албанија од 1998 година до 2002 година, овај концепт беше разработуван, беше нуден, беше најавуван дека ќе го постигнат, ќе го направат, разбирате. И тоа продолжиле. Во 2012 година тие се обидуваат да го наметнат, меѓутоа тогашната македонска власт беше одговорна, разбирате, и такво нешто не прифаќаше. Ова е, велам, ова е катастрофален потек и прво да ја оцениме неговата законитост. Не може МОН, Министерството за образование и наука, да донесува таква одлука. За такво нешто треба да се изјасни македонската влада, а уште поточно, ако сакате, ми се чини дека за еден ваков исчекор, бидејќи да се разбереме во прашање суверенитетот на државата, треба и парламентот да расправа. Значи, вие дозволувате да некој од надвор ви го дели вашиот суверенитет. Тоа е недозволиво. Тоа е предавство на државата, разбирате. Тоа е капитулантски потез од најстрашен вид. И што мислите вие? За некоја година ќе барат албанските учебници да бидат и во средните училишта, да бидат и на факултетите и така натаму. И тоа е нормално. Тоа е исчекор сериозен во создавањето на голема Албанија. И велам, ако ние сме држава, а по многу сигнали и не сме баш такво нешто, треба веднаш да се бара смена, оставка, да не смена оставка, него смена на министерот за образование, кој е албанец, не така нормално, и тие сите албанци кои се на министерски позиции работат во име на Албанија и на голема Албанија. И тоа веќе не е спорно во држава, али е спорно што некој тоа го дозволува. Велам, треба подхитно, знаете, таа вест само вчера имаше на електронските медиуми нешто, разбирате, али вчера прв пат, предпоставувам во новите вестници ќе има уште нешто, вчера прв пат вечер го регистрираше тој потек, али исто така на еден повеќе информативен отколку осудувачки начин. Тоа е неприфатливо, разбирате. Велам, суверенето на државата доведено во прашање и подхитно мора да се реагира дека такво нешто е неприфатливо. А тоа што и вие спомнавте, албанските дечиња го учат македонскиот јазик од 5-то одделение или кое, е поразителен исто така гест или потез на нашата власт, бидејќи новите албански генерации не знаат веќе македонски, разбирате. Тоа е минирање на едината на државата. Утре кога ние меѓу себе, значи тоа е гетоизирање на албанскиот фактор. За среќа овие постарите генерации меѓу нив има што одлично зборуваат македонски, не можеш да приметиш дека не се македонци или македонки, разбирате. Новите генерации не ќе го знаат македонскиот јазик, нема да може да се инкорпорираат во општеството и што води тоа? Тоа води до распад. Така да тие тенденции, тие процеси кои се наметнуваат од страна на албанските политички фактори, значи од оваа албанска гарнитура која е на власт во Македонија, разбирате, се поразителни, се големо албански, нескриено, а тоа што нашите политички фактори на тоа мижат и затвараат очите и ушите, само покажува дека тие се апсолутно спремни на се да ја растат оваа држава само за цел да останат на власт. Така да ова, мислам, треба да предизвика бура во македонското општество, да подхитно се смени тој министер, разбирате, и да се отфрли можноста албанскиот буквар кој треба да биде така според Еди Ама и во Србија и во Црна Гора, кој никогаш нема да го прифатат, ви гарантирам, да биде заеднички за сите. Тоа е раздор во македонското општество, тоа е создавање на де-факто федерализација, нов потек на федерализација, ако сакате, а такви има едно чудо до сега, главен и основен јазикот, Македонија е веќе јазична федерација, и другото е само техника, прашање на техника, како ќе се спроведува понатака.
Значи, ова е еден погубен начин за македонската држава и ако остане вака како што тече овие неколку дена, е наша нова срамота, која, велам, ќе не води во амбис. За жал. Референдумската иницијатива на ВМРО ДПМНЕ со коалицијата за обнова на Македонија не го помина првиот филтер, а тоа е филтерот на првиот меѓу еднаквите Талат Џафери, кој изигрува се и се што во Македонското собрание, само не она што треба и доликува да биде. Сега и Левица ја спрема нивната иницијатива. Како ќе ги прокоментирате овие две иницијативи? Најпрво изјаснете се за иницијативата на ВМРО ДПМНЕ, а потоа и за иницијативата на Левица, и ако е можно да ги поделите во делови референдумското прашање, односно на Џафери во едниот и во другиот случај и судбината на референдумската иницијатива на Левица, бидејќи онаа на ВМРО ДПМНЕ веќе ја видовме. Предпоставувам дека спикерот Џафери ќе одбие и оваа иницијатива. Тоа е политички договор меѓу партиите во власта. Изговорите се смешни, мислам, неприфатливи. Тоа е кршење на уставот, и тоа грубо кршење на уставот. Меѓутоа, ние немаме уставен суд кој функционира и кој по своја функција и по своја линија ќе презема чекори без било кој да реагира и да бара тие да се изјаснат. И велам, тоа е реалноста со која живееме. Тие се уставните суди се партиски апоинти кои во сметка само интереси на партијата кој ги поставила. И видите, целата ние веќе сме разговарали на таа тема околу референдумите кои прво нели ВМРО сега ВМРО ДПМНЕ сега Левица ги покренуваат. Знаете, можностите на опозицијата да преземе иницијативи се лимитирани, сваќате. И ова е еден начин, според мене, да се доведе во прашање функционирањето на оваа држава и погубните договори кои се подпишуваат со соседните земји. Меѓутоа, во целина, и да има референдум, тој не може да успее, разбирате. Не може 900.000 луѓе во Македонија, според сегашниот закон, не може да излезат. Нема теоретска шанса, ако не се сите согласни да се оди на референдум, а не се. Значи, сите оние што се симпатизирали членови на партиите на власта ќе бидат против. Албанците се апсолутно против, разбирате. Затоа што за албанците и за поготово не за народ албански, него за политичките лидери на албанските партии во Македонија, слушајте, договорите со Грција и со Бугарија се извонредни, разбирате. Тие водат во бришење на македонскиот народ и ете ни голема Албанија. Значи, други работаат за нив и тие се пресрекни и тие нема да излезат на референдум сигурно да бидат против договорот со Бугарија. А хендикепот е, знаете, мнозина не го разбираат тоа. Во собранието не можете, зашто ако има референдум веќе, треба да биде со јасно прашање. Дали сте за прекинување, откажување на договорот за непријателство со Бугарија, да или не, разбирате. Меѓутоа, референдумот мора да биде за нешто што е во надлежност на собранието, разбирате. А во надлежност собранието беше првото прашање на, како се вели, на ВМРО ДПМНЕ околу законот со кој беше ратификуван договорот со Бугарија. Значи, ако понишиш договорот законот со кој е ратификуван договорот, автоматски договорот не важи, разбирате. Ама народот тоа не го разбира, сваќате. И прашањето беше компликувано, така да и интелектуалец не му е јасно за што станува збор. А ова уште повеќе ми се чини со Левица, се сведува на францускиот договор. Кој во Македонија знае, колку души знаат каков е тој француски договор? Начелно се зборува дека тој договор е погубен и дека тој договор не така де факто ги врти нашите преговори за членство во Унијата во Софија место во Брисел. И навистина е тоа катастрофа, чиста, сваќате. Меѓутоа народот тоа не го знае. И сега ќе поставиш ти на референдум за францускиот предлог, а тоа е предлог на Ковачевски и на Петков, разбирате, значи со наша согласност, бугарска политика, се сведува на вртење во круг.
за да се дојде до нови избори, разбирате, за да дојде нова власт, да дојде опозицијата да ја преземе власта, а многу анкети покажуваат дека тие веќе го контролираат мнозинството од гласачите, сваќате, мора да се преземат други чекори, поодлучни чекори и да се кога ќе се дојде на власт да се почне со сите тие најавени промени, а основата е подхитно да се откаже договорот со Бугарија. Дека постои тој договор со Бугарија, Македонија нема никогаш да влезе во Европската унија. Никогаш. Затоа што финалето на нашето зачленување, можеме да преговараме, ќе преговараме 20 години. Разбирате? Значи, тоа е надалечна истина која не може да се планира. А кој ќе завршат тие преговори, ако некогаш почнат се одржуваат и се одржат, разбирате, одлучува Бугарското собрание. И што мислите, Бугарското собрание, каде тоа односот према Македонија е апсолутно, разбирате, на иста линија. Апсолутно сите се против Македонија, дури и народот го свртија против нас. И тие што мислите ќе гласат во Европската унија да влезат македонци, кои викаат, постојано велат дека македонизмот е погубна идеологија. И тие ќе дозволат да има македонски јазик? Нема. Разбирате, Бугарија си има законното, да речеме, за дека македонски јазик не постои и дека никогаш нема да прифатат македонски јазик. Сега тие немат влијание во Европската унија. Ова што блокира со Фронтекс договорот, разбирате, да не се потпишува на македонски јазик е повеќе отстапка неприфатлива, непринципиелна на Брисел, колку што е моќта на Бугарија. Меѓутоа, кога ќе дојде одлучувањето за членство, тогаш ќе дојдат нивните ултиматуми, блокади и уцени на маса и тоа ќе биде земји или остави. Или ќе прифатиш дека немаш македонски јазик, дека е тој официјален или во најдобар случај за нас според уставот, а тоа значи не автохтон и не изворен, разбирате, или нема членство. А ти 20 години си преговарал, си се концентрирал на тоа, си дал невидени жртви, разбирате, и на крај ќе се сведе на катастрофа. Фаќате? Така да, јас сум апсолутно за членство во Унијата. Унијата е едно цивилизацијско достигнување, разбирате, со многу вредности, иако тамо има и двојни стандарди, има и разни работи кои не им доликуваат, разбирате, поготово односот према Македонија, кој е катастрофален, неприфатлив, понижувачки, разбирате. Ама нашите почитата го толерираат. Дека не тропнете на маса и кажете, ова повеќе не може, тие ќе си терат по своје. Ако видат дека вие се спремни да голтате све, тие ќе ви пикаат во уста, разбирате, све што сакате, што можат и што не можат. Така да Македонија мора да расчисти. Или ќе оди напред во Европската унија, или нема да оди. Ако оди напред, треба да расчисти со некои работи, а пред се договорот со Бугарија. Така. Ако иницијативата на левица го помине филтерот на шофери, во тој случај знаеме дека треба да започне процесот на собирање на 150.000 потписи. Колкава е можноста левица да собере 150.000 граѓански потписи ако се има во предвид дека од досегашното нивно кратко учество на избори покажува дека се далеку испод оваа бројка и од друга страна, ако се земе вокабуларот на лидерот на левица господинот Апасиев, кој го користи према ВМРО ДПМН, не употребувајќи целата формулација на името на партијата, туку само ДПМН, дали токму ова е причината што сега од ВМРО ДПМН се резервирани во однос на давањето на поддршка на левица од онаа првична изјава за безрезервна поддршка? Видите, ако иницијативата продре, разбирате, ако успее, јас мислам дека и ВМРО ДПМН и голем дел од македонскиот народ ќе ја поддржи. Затоа што се работи за национален интерес. Така да, тие недоразбирања кои постојат евентуално меѓу ВМРО и левица ќе се надминат во интерес на општото и тука сум убеден дека ВМРО ќе покаже флексибилност. Меѓутоа, како што ви реков, и да собереме 150.000 потписи и да дојде до референдум, тој нема да успее. И знаете, ако не успее референдумот, тој е ваш неуспех. Значи, во целина, велам, ова
бранување кое се случува е корисно, разбирате, власта да свати дека нема играчки и очигледно тие со самиот факт што не ја прифатија иницијативата на ВМРО ДПМН се плашат од народот, знаете, ако изгледат 600-700 илјади луѓе и да речат дека треба да се откаже договорот со Бугарија, тоа не е играчка, сваќате. Али самиот факт дека референдумот нема да успее ќе биде неуспех, разбирате, ќе биде неуспех за тие што го покренале. И велам, бранувањето е добро, али се заедно имам длабоки резерви дека тоа може да донесе некој поконкретен резултат. Во Украина завршија референдумите, ако и референдуми Москва ги прогласи за успешни и валидни, а од Обединетите нации, како и од Европската Унија, изјавија дека резултатите нема да ги признаат. Какви се вашите размислувања? Дали сето ова може дополнително да ја усложи ситуацијата во Европа, па и пошироко? И дали ваквата ситуација е се поблиску до остварување на стравувањата од Трета светска војна, имајќи ги во предвид изјавите на Владимир Путин за користење на нуклеарно оружје, ако има потреба од тоа, бидејќи сега со референдумите тие делови всушност се дел од Русија, или пак таквите изјави беа само блефирање на Владимир Путин? Трета светска војна нема да има. Мислам дека тоа е една добра вест, една ситуација која мора да радува, бидејќи кога дојде Трета светска војна е помногу што крај на светот, бидејќи нуклеарниот судар ќе биде неизбежен. Тоа е првата страна на медалот. Втората е, овие потези на Руската Федерација не може да бидат поддржани, разбирате, бидејќи се спротивни на сите фундаментални принципи на меѓународните односи. Меѓутоа, да се разбереме, Москва по многу што е присилена на тоа. Мислам дека и тука сме рекли и ќе повториме дека не војува Русија со Украина, војува Америка со Русија, разбирате. И последните информации се дека Вашингтон ќе даде нова помош од 12,5 милиарди долари и дека вкупната помош која досега е дадена на Украина е 65 милиарди долари. Значи, тие ја финансираат комплетно не само војната во Украина, туку и украинската држава, разбирате. Значи, кој војува? Војува Америка. Војува Америка и ќе се бори до последниот украинец. Тоа е она најстрашното. Знаете, операцијата која преземе Русија, која се вели, нели така тие нарекува специјална операција, е чиста војна. Меѓутоа, тие беа присилени по многу што на еден таков исчекор, бидејќи НАТО ги опколува од сите страни и тоа е политика која беше договорена на времето меѓу Горбачов и Джеймс Бейкер, американскиот државен секретар, дека НАТО после нели така враќањето на Источна Германија во обединувањето на Германија со други зборови нема се шири на исток. Тие го прекршија тоа и бидејќи Русија беше слаба за времето на Елцин, тие направија ршум, разбирате. И сега не само што направија ршум, сега продолжуваат, сакаат и Украина, сакаат и Грузија да ги стават во НАТО, значи на границите на Русија. Во 1962 година, во октомври, кога Русија постави ракети на Куба, Кенеди рече дека се спремни на нуклеарен одговор на овој руски потек. Меѓутоа, Хрушчов и Кенеди се договорија, најдоа начин, дадоа отстапки едните другите и се повлекоа, например, американците своите ракети Першинг ги повлекоа од Турција, кои беа усмерени према Советскиот сојуз, разбирате. Русија ги повлече ракетите и се смири светот, сваќате. Така да, ако Америка имаше право да се да го брани своето соседство од инфилтрација на непријателски сили, разбирате, истото право го има и Русија. Кисинџер изјави дека, или не, Чомски мислини изјави, вели, кога Русија би направила слични потези на безбедносен план со Мексико против Америка, вика Мексико нема повеќе да постои.
разбирате, американците би го уништиле. Значи, не прифаќајќи војно решавање на судири, не прифаќајќи никакви војни интервенции кога постои дипломатија, кога постојат политиките, разбирате. Меѓутоа, ако веќе едната страна долгорочно сака да ја уништи другата, да ја доведе во зависна позиција, разбирате, и да може да диктира со ракети на границите во Украина или во Грузија, кои ќе бидат така за минута или две до Москва, вие сте присилни да се браните. Така да мора да се гледа тоа од повеќе аспекти тој цел случај, кој е катастрофален за целиот свет, разбирате. Главна жртва е, дури ја мислам дека не е, главна жртва е Украина, тоа е факт. Украина веќе никој не биде држава, таа е растурена, уништена по многу што. Втора жртва е Европа, Русија е третата жртва на тие настани. Европа покажува дека нема свој идентитет, дека нема своја, разбирате, политика, ни најобична, камоли безбедноста. Сева што се случува е на тешка штета на Европската Унија и на Европа во целина, и главната цена тие ќе ја платат. И знаете, ако дојде една сериозна зима, како што веројатно и ќе биде, бидејќи Германија, например, е на север, тамо зимата не може да биде блага, каква и да е. Ја мислам дека ќе има и немири во Германија, ќе има и протести, и ќе има барања за промена на овие политики кои се на штета на долгорочните германски интереси. Основно е да се разбере дека безбедносна и перспективна Европа не може без Русија. А во Америка има еден антирусизам кој го воспостави на времето Збигњев Бжежински, кој беше во 70-те години советник за национална безбедност на Картер, разбирате. И таа политика е влезена во сите пори на американското општество. А најзаинтересирани се, разбира се, е војниот комплекс, кој сега, разбирате, работи со полна пареа, НАТО се вооружува, за Украина, велам, 65 милиарди долари во кои убав дел се во оружје дадени. Тоа оружје мора повторно се произведува. Така да, на штета на Европа, на штета на Русија, на огромна штета на Украина, ова војна ќе трае уште долго и со тоа мора да се живее. Дали со конфликтот во Украина, кој конфликт е и последица за судирот на интересите помеѓу Русија и САД, може да се каже дека светот од униполарен сега се движи кон биполарен, и дали повторно се враќа времето на студената војна? И како ќе го прокоментирате барањето на Зеленски за брз прием во НАТО алијансата, и дали осудувањата кои дојдоа од земјите членки на Европската Унија, како и од претседателот на САД, господинот Бајден, за потегот на Путин се со прогласувањето на анексијата, додавајќи дека не ги признаваат резултатите со еден вид на двојни стандарди, имајќи го во предвид и нашиот референдум од пред 4 години кој беше неуспешен и кој случајно се погоди да биде на 30 септември. Овие истите не убедуваат тогаш дека бил успешен, а да не заборавиме дека Косово без референдум се отцепи. Видите, повеќе прашања се во едното, да почнеме поред да одговараме. Мислам дека прво и во Македонија, она што ни го прават нас од страна на Америка и на Брисел, е истото што го прави Русија во Украина. Само со други сили, разбира, со други средства, сваќате. Тоа е првото. Второто, светот никогаш повеќе нема да биде како што беше, разбирате. Овај судир веќе ги разби илузиите дека е можна некаква соработка меѓу Руската Федерација и Соединетите Американски држави. Меѓу нив можда нема да има војна, али мир веќе не е возможен. Студената војна е веќе тука. Само се работи сега за начините на кои се манифестира. Последниве можда 5, 6 или 10 години студената војна е вратена, разбирате. И сега имаме процес на престројување на светот. Таа западна доминација, која беше безусловна,
која правеше што сака низ целиот свет. Знаете, измислија глобализација и на сите земји во светот им ги зема најпродуктивните, најпрофитабилните индустрии, разбирате. Телекомите кој ги контролира во целиот свет? Ги контролираат западните. Освен во Руската Федерација, освен во Кина, во целиот свет, сите мали земји, почнувајќи од Македонија, им ги земаат телекомите. Им ги земаат банките. Им ги зема осигурителните компании, разбирате. Им ја зема енергетиката. Сваќате? Се она што е високо профитно, го зема преку тој систем на глобализација. Де факто тоа е нова колонизација, само што не се вика така, разбирате. Така да, велам, и тој процес на глобализација сега полека се прекинува и се преформулира од страна на Запад, бидејќи пак тој истиот процес го искористи Кина, разбирате. Благодарејќи на таа глобализација, Кина стана светски фактор број 1 и таа нивна доминација само ќе се зголемува и ќе се шири. Она се што доаѓа од Кина како информации, тоа е застрашувачко колку брзо напред, разбирате. Така да Кина, јас се познавам и лично, јас работев во Пекинг во 1972-1976 година, разбирате. Кина беше во 19 век, сега Кина е во 22 век, сваќате. И тие движења, БРИКС, овај групата, ќе се шират. Тие веќе и примаат нови членови, тие има нови кандидати и така натака. И таа западна доминација ќе се намалува, доларот ќе престане да биде главна светска валута. Така, велам, американците влегнаа во еден судир, сакајќи да ги спречат тие промени, меѓутоа тие промени се неизбежни и само се забрзани со овој процес на војната во Украина и мислам дека тоа се позитивни движења, бидејќи таа западна доминација беше катастрофална, велам, цел свет го колонизира и мислам дека ќе има нови движења, нови решенија кои ќе бидат поповолни, поготово за земјите во развој и за малите земји како што е Македонија. Така. Ако ваквата ситуација потрае подолго, како ќе се одрази на енергетската ситуација која и сега е во голема криза? Видите, факт е дека последните експлозии што се случија во Балтичкото море на руските гасоводи покажуваат дека таа конфронтација е толку длабока, толку неизбежна, што, разбирате, решенијата ќе бидат сериозни, значи решенијата ќе бидат по многу што револуционерни, бидејќи назад нема. Сваќате, и обвинувајте дека Русија ги направила експлозии да ги уништи своите гасоводи, се во најмала рака смешни, велам. Се цитира изјава на Бајден, вика дека ние ќе ги уништиме тие гасоводи, ја го направија тоа, сваќате. И тоа е на штета пред цела Европа. Знаете, ова зима ќе покаже дали Европа може без рускиот газ или не може. Всушност, зашто да се става дилема, односно се става на маса политика дека Европа не треба да користи руски газ. Јас реков ќе повторам. Напредна, безбедна, просперитетна Европа без Русија не е можна, разбирате. Првите и клучни теории, политики, замисли, разбирате, залагања за обединување на Европа се од 19-тиот век некаде и таа била од Владивосток, разбирате, или барем од Урал до Португалија или некаде, разбирате, до Лисабон. А што се прави сега? Се собра една група од 20 и нешто земји, сваќате, и таа е под директна контрола на Соединените американски држави, без свој лик, ако сакате. Таа зависи целосно од одлуките на Вашингтон, како што веле на времето кога во Москва ќе настинат кива цела источна Европа, сега истото важи за западна Европа која ќе настина некој во Вашингтон, разбирате. Така да тоа се реалности кои се надминуваат полека и енергетската криза ми се чини ќе биде тој мотор, тој порив, тој поттик кој ќе доведе до сериозни промени, бидејќи, велам, без храна и без енергија не се може. Без се друго горе-долу може да се како се види, да се врзи крај со крај, ама без енергија и без храна ништо не е можно.
Так, препукувањата во Советот на град Скопје помеѓу градоначалничката Данела Арсовска и советниците на ВМРО ДПМН не престануваат. Арсовска продолжува со користење на непристоен вокабулар и барем засега непотврдени обвинувања не само на адреса на советниците на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, туку и према лидерот на партијата Христијан Мицковски, нарекувајќи го шпицен градоначалник. Како вие гледате на сета ова ситуација? Која е позадината и кој спрема вас стои зад Арсовска, имајќи предвид дека користи идентичен вокабулар со оној на СДСМ? Видите, во секој случај тој судир е жалосен, бидејќи Арсовска стара градоначалничка благодарејќи на ВМРО, без нивна поддршка таа немаше теоретска шанса да ја добие функцијата. Второ, вокабуларот и начинот на кој таа се одесува е крајно неприфатлив, разбирате. И мислам дека индицира дека има скриени играчи позади сето тоа. Тешко е да човек каже што се случува и кои се тие главни играчи, меѓутоа самиот факт што големите овие паноа низ градот излегоа со критики и напади на Мицкоски покажува дека играта е многу подлабоко од она што се гледа на површина. Велам, тоа се преструктурирања кои се жалосни во оваа ситуација, кои некој од позади, немам индикатор да кажам кој е тоа, али знам зашто, бидејќи во случајот кога опозицијата се повеќе и повеќе го расте со својот рейтинг, некој се обидува тоа да го спречи, да го доведе во прашање. Тие сили се, велам, веројатно и странски, бидејќи никогаш во Македонија странските тајни служби не биле поактивни отколку сега, разбирате. Меѓутоа е жалосно и велам, не оди во интерес на македонската кауза. Дали имате некакви информации од страна на македонската влада зашто ќе ги употребат 4 милиони долари кои би требало да легнат на сметка од продажбата на вилата на Тито во Њујорк, која е продадена за 50 милиони долари и тоа во готово? Видов некоја вест дека ќе купуваат станови, меѓутоа не се спомнува за која намена, дали тоа ќе бидат сиромашните, солидарни станови или слично. Видите, кога таква пара ќе дојде, треба да се користи исклучително за некои специјални намени, разбирате, кои во обични услови не доаѓаат на дневен ред. Значи, да се реши некој проблем и да остане, да што би рекол народот, спомен од тие пари. Разбирате, тоа што ако имате буџет од 4 милиарди и нешто евра, 4 милиони се за едно кафе, што би рекле, али во секој случај кога таква пара неочекувана доаѓа, треба да се употреби за нешто. Например, има милион такви потреби. Еден од тие ќе го спомнам е со специјалните болести кои се, разбирате, и за кои државата не обезбедува лекови, бидејќи се тие се скапи. Ете прилика тие пари да се дадат за во таа намена, разбирате, ако не трајно, барем привремено да се надминат тие проблеми. Ако се умни. Да, ако се умни. Затоа што, велам, ако ги ставите во кошот, ќе се изгубат и ќе нема да има никаква смисла. Треба најодвоено, треба се отворена дебата, да се види што е тоа хитно во моментот, разбирате, што може да залечи некоја рана. Утре во Бугарија ќе се одржат парламентарни избори за избор на нова влада. Ова е веќе 4ти пат како Бугарија за 1,5 година се обидува да добие стабилна влада. Какви се вашите очекувања? Ќе се врати ли Бојко Борисов на бугарскиот кормило и како ќе ги прокоментирате фактот што Македонија како предизборна тема скоро и да не беше во кампањата на политичките партии? Факт е дека Македонија беше малку присутна во кампањата, иако сега на крајот Захариева, порашната министерка, се врати на темата, разбирате. Мислам дека и овие избори во Бугарија немат ништо да решат, бидејќи пак ќе биде некоја пата состојба во изборните резултати. Бојко Борисов ми се чини дека нема шанси да дојде, иако очигледно е најсилна партија према рейтинзите кои ги регистрираат анкетите таму,
и тоа со доста голема предност пред втората партија, а меѓутоа другите сите се решени да не му дадат шанса на Борисов да се врати на чело на државата. Во однос на Македонија, разбирате, никакви промени нема да има. Оваа политика која е зацртана е трајна и најстрашно е, јас сум рекол и ќе повторам, што го индоктринира и народот против Македонија, така да таа едногласност во однос на тие апсолутно нецивилизацијски политики, барања, однос кон Македонија, кој е меѓутоа на дневен ред и на маса кај не веќе 150 години, ќе продолжи. Велам, народот го индоктринира со вестите кои стигнаа до секое село, до секој поединец дека сме убиле 20.000 бугари на крајот од Втората светска војна и 100 сме прогонувале. Знаете, кој ќе ви кажа дека тако некој се однесува према македонците било каде, вие автоматски чувствувате отпор и гадење преку таква држава. Така да Бугарија продолжува и рековме, тоа ќе финализира со нашето евентуално зачленување во Европската Унија, која во дадените услови не изгледа воопшто како можност која ќе биде реализирана. Така. Ковачевски и Османи изјавија дека силно ја осудуваат спрема нив илегалната анексија на регионите на Украина од Русија. Како ќе ја прокоментирате оваа нивна изјава? Видите, таа е во рамките на реалните политики, бидејќи истото може да се случи и нам. Знаете, утре може албанците кои што направија или Рида после распадот на Југославија, тамо се случи во речиси сите европски држави, разбирате, од Романија со унгарците тамо, во Словакија со унгарците тамо, во Хрватска со србите кои се уште ги има тамо, во Србија со оние неколку албански општини што се на југот од државата, во Црна Гора, разбирате. Така да разборуваме за Босна која веќе е поделена. Мислам дека тоа е исправен став, неприфатливо, тоа јас пред малку и го објаснив, начинот на кој се решава тоа, меѓутоа вела Москва е присилена и кога веќе повторно се враќаме на тоа прашање, знаете, најстрашно е кога Москва изгуби во Украина, иако тоа не изгледа воопшто реално, меѓутоа во последно време имавме една офанзива доста успешна од страна на украинските сили, која вела дека била и планирана, и организирана, и финансирана, ќе кажавме, и со наоружање западно. Значи, тоа ќе продолжи, судиите ќе продолжат, бидејќи границите на овие 4 области кои ги присвои, анектира Русија, не се до крај освоени, разбирате, значи тука уште војник има и во принцип начинот на кој тоа направи не сме да се прифати, бидејќи е тоа против сите меѓународни норми, и ако така се оди, светот утре може да стане војно поле на 300 места, што би рекле. Така да, во принцип, тоа не е решение, али војната ќе продолжи и е неизвестна во многу што, иако мислам дека руската победа не е доведена во прашање, али нема да биде лесна. И овој начин на кој се финансира Украина и се поддржува воено со најсовремени оружја, ќе исто така ќе продолжи и судрот ќе биде сериозен, неизвесен и долго ќе трае. На штета на сите, вклучувајќи и на Македонија. Ви благодариме, господине Никовски. Причини задоволство и ова ваше учество во Македонски корени. Имајте си убав викенд, пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. Ми беше задоволство, поздрав на сите наши каде и да се, и Македонија ќе победи. Македонија ќе успее, нема да биде лесно, ќе имаме длабоки рани, али македонецот да било можно да биде уништен, тоа одавно ќе се случило. Сега е најмалку можно, иако на процесите кои се во тек, погрешните политики кои се водат во Скопје се катастрофални, меѓутоа велам, ќе успееме, ќе вратиме многу работи назад и Македонија и македонците ќе бидат секогаш важен дел од европските политики. Дај Боже.
Ви благодариме уште еднаш, се слушаме и гледаме за скоро и секогаш завршувате со одлични порака. Како и секогаш, така и денес. Секој е добро. Надежна порака. Да, мора да биде така. Оптимизмот не сме никој да ја напушти, бидејќи, знаете, правдата може да достигне, али секогаш победува. А правдата Така. е во кај нас. Така е. Пријатно. Секој е добро. Поздрав.